Милена Силјановска, утро од нашиот пријател издавачкиот центар Трика, кој секој пат да одговори точно, прецизно за новите четива да ги споделиме на нашата јавност. Добро утро и од мене. Баш ми е драго дека ќе се погоди една ваква недела каде што ќе ни биде времето малку попогодно за време за себе. Исто така да и јас ја препорачувам Елиф Шафак, исто како и што споменавме поезијата, понекогаш поезијата ете знае да биде и завиена во проза, како што тоа умешно го прави Елиф Шафак. Многу ни беше драго што имаше доста интерес, само што излезе книгата на вистина сите се упатуваа низ книжарници, па доделувавме и торбички, тоа беше еден интересен момент. И се одеднаш стана сино. Благодарение на корицата на Елиф Шафак. Инаку, само да некаде прочитав, сушност, не знам колку досега има нејзини дела преведени на македонски јазик, секој пат има многу голем одзив. Да, има, мислам дека околу 6-7 наслови се веќе преведени на македонски јазик, но ете баш ние баравме и некои од постарите наслови, зашто сметам дека се еднакво значајни, но ни беше цел да ја објавиме токму оваа книга заради тоа што излезе лани на 9 август, ми се чини беше датумот, па да бидеме повеќе во тек нели со новото, затоа што и самите читатели го бараат тоа, но секако ќе ги земеме предвид и оние што се досега не објавени. Инаку, станува збор да подсетиме за најнаградуваната, најчитаната современа турска писателка, воедно професор и интересно е политиколог е исто така по вокација. Меѓутоа, она што е куриозитет, таа е родена во Страсбург во Франција, така што баш има една космополитска нишка во испреплетена. Мислам дека живее во Англија. Интересно е како сето тоа некако го спојува биографијата. Што Милена според тебе прави да биде една од најчитаните авторки? Начинот, стилот на пишување, приказните кои што ги долдувува? За мене лично е многу значаен тој момент на ангажираност, затоа што се бави исто така и со историски моменти, на пример островот на исчезнатите дрвја беше за поделбата нели на Кипар меѓу Турција и Грција. Овој пат имаме еден пат на една капка низ вековите, годините и низ различни истории, така што ми се допаѓа што многу длабоко понира во суштината на приказните и самиот тој екзил, потрага по идентитет и секако стилот на пишување, мислам дека начинот е извонреден. Дефинитивно. И мислам дека поаѓа секој пат од себе кога станува збор за екзилот и така натаму, нели понекогаш бирократијата на некој нели систем политички предси така натаму и претпоставам дека поаѓа од себе за тоа дека действието е баш во Лондон, веројатно нели каде што сега нејзиното родно живеалиште. Да, и има токму од оваа книга пред некој ден прочитав еден многу убав цитат кој што одговара на состојбата на кој што моментално се сите наши души, вели се топиме во тага како свеќа во својот восок. Мислам, има толку многу моќни реченици кои што можат да утешат, особено во едни вакви ситуации кога ни е потребно од книгите да имаме таква поддршка. Да, па и тоа и велиме, може би овој период кој што ни предстои нема така лесно да се надмине, ама мораме сите ние да бараме некаков издувен вентил, ако можам така народски да се изразам, а многу често тоа знае да биде книгата, барем на момент нели да не однесе во некој друг свет, па и да не даде утеха како што велиш ти. Па ајде од таа причина да споменеме за оваа голема пролетна распродажба која што ја најавувате. Многу од книгите ќе бидат со одлични цени, за да можат нели гледачите вообичаено како што вели Марко да си набават и поголем багаж од книги за да имаат што да читаат и во текот на летото, иако до летото верувам ќе има и други акции. Но додека ти ни го зборуваш тоа, Милина, да ги поканиме и гледачите, ќе го видат испишан телефонскиот број долу на екранот. Не знам колку ќе доделиме, но можеме на двајца гледачи ќе доделиме нешто и од продавачката, ќе потсетиме меѓутоа она што спомена ти, животот наспроти се, на книга која што носи една пубава мудрост и храброст во овие тешки денови. Да, тоа е филозофска книга од Виктор Франкл, која што мислам дека имаме зборувано, минатиот саем стигна човековата потрага по смисла и живот наспроти се што се многу значајни за она баш како што зборува и насловот на другата, потрагата по смисла и како да се избориме кога се наоѓаме во некои тешки моменти, како да го живееме животот што мораме да го живееме, вели тој. Тој е основач и на логотерапијата, што мислам дека е можно и потребно за секој поединец да го знае тоа и да знае како да се избори, затоа што на еден или друг начин
сите сме на крајот нечии деца, нечии браќа, сестри и така натаму, и мислам дека таа филозофија помага како да бидеме подобри луѓе пред се, не само за светот, туку и за самите себе си. Дефинитивно. Не знам само дали можеме да вклучиме некого во моментот и официјално си го поздравиме на Телма телевизија. Милена ќе ве поздрави и ќе ве дарува од Издавачкиот центар 3 заедно со Телма. Добро утро. Добро утро. Убав ден, посекуваме за многумина, еве да ја стартуваме убаво работната седмица. Со кого се дружиме утринава? Утринава се дружите со вашата Драгица. Драгица? Да. Драго ми, Драгица. Поздрав, Драгица. Ве поздравувам, ви посакувам понатаму да продолжите вака. Навистина, секојдневна поддршка се ми и мене. Благодарим. И во сите, и во добри, и во лоши моменти. Тоа е најважно, да сме заеднички тука, да си придонесеме за... Да, заеднички си помагаме, постојано сме со вас од садајле до вечер. Баш ни е драго што изборот на ТВ екраните сме токму ние утринската на Телма. Веруваме дека низ годиниве сте добиле доста книги од нашата библиотека, ако можам така да кажам, сте прочитали убави дела, па еве со едно ново ќе ве наградиме токму денеска. Не знам, ќе имаме избор од кој што може да понудиме, Милена? Сакам таа новата книга што ја промовиравте. Од Елиф Шафак, значи. Од Елиф Шафак сакате, турската писателка. Дали можеби имате веќе прочитано некое нејзино дело, Драгица? Не, се уште. Ќе биде одлично. Да, еве од автор. Не, сакам таа големата. Дали може? Да. Станува збор за една фантастична авторка на 13 еве вкупно книги и ќе ве чека секако еден примерок во Дебар Мало, Издавачкиот центар 3, така што поидете си уште денеска, вашите генерали ќе бидат испратени, ќе си уживате со оваа фантастична дама Елиф Шафак во рацете на нашата Драгица. Ке можеме уште еден да вклучиме, па ќе си продолжиме секако со разговорот и мислам дека живот наспроти се од Виктор Франкл, како што кажа Милена, ќе биде соодветно четиво за овие мигови во кои што Македонија се соочува, некако стимулирачка книга, ќе кажеме Милена, така? Да, секако, филозофска, извонредна за мој стил. Одлично. Ќе го поздравиме следниот наш гледач и пријател на Телма. Добро утро. Добро утро. Убав ден, со колку се дружиме? На телефон Аница. Како? Поздрав до Аница. Аница, поздрав Аница до вас. Благодарам, поздрав до гостинката, поздрав до вас. Благодариме, Аница. Сакувам среќана и радосна издавачката Куќа 3 и драго ми е што ќе добијам награда. Ете, супер. Во ваши раце, исто така примерот ќе ве чека во Дебар Мало, Издавачкиот центар 3. Останете со Телма. Што би кажали уште малку повеќе нешто за авторот и за книгата? Само да потенцирам, Аница добива оваа книга. Да, животот наспроти се. Да, па исто само да се навратам бидејќи во врска со распродажбата, сега се сетив бидејќи таа книга исто така беше во изборот на наслови во кои што беа на попуст. Тоа се случи минатата сабота и имаше доста интерес од читателите бидејќи на распродажбата има можност да се купат и за останати примероци кои што одамна ги немаме во реиздание, како на пример, не знам, мемуарите на една геша што беше толку популарна. Не се нови тиражи, меѓутоа имаме некои за останати примероци во магазинот, например, па ги носиме за да може да бидат по некоја символична цена од 50 денари, да речеме. Да, забележав кога го набавав новото четиво на ЮНЕСБО и видов тука Херман Хесе и така натаму ги имаше тука баш како еден посебен дел да си ги... Да, така што тие изданија иако се постари, сепак треба да си го најдат нели својот дом. Тоа се евергрини класици. Да, и исто така има изданија и странски, например на Ташен, кои што може да се набават по многу пониска цена од редовната, но за тоа секако ќе известиме на нашите медиуми кога би било тоа, бидејќи гледаме дека и времето оваа недела ќе биде малку постудено, но сепак може и тоа нема да представува проблем доколку се решиме нели да биде и внатре, а истовремено ете пред да дојде летото се подготвуваме во моментов и за сајмот на книгата, што оваа година ќе биде во мај, така што тоа ни е сега во фокус, ќе имаме многу нови наслови, исто така и
Кога споменуваме Шафа како една од најбараните автори во својата област на фикцијата, секако тука и Габор Мате во областа на нефикцијата, што исто така е моја препорака за едни вакви натежнати денови кои што помагаат со соочување со секаков вид на трауми. Расејани умови излезе од него изминатиот месец, така што ете и тоа е еден начин да ја промовираме книгата, која што може да биде на помош на многу луѓе. Да, Габор Мате, инаку го следам со неговите подкасти, одличен, мислам, секој пат достоинствен да одговори на сите предизвици животни пред се. И да не заборавам дека некако јапонските автори особено некако доминираат, па практично во моето обкружување речиси секој има да речеме од почитување од Кавагучи и така натаму, не знам, ова е веројатно едно од поновите четива. Тоа е поново, да. Исто така е доста популарна во странство продавачката, Convenience Store Woman е насловот на англиски. И мало четиво, меѓутоа содржајно и баш зборува за една отпадничка од општеството, за една чудна девојка која што работи како продавачка и се пронаоѓа во тоа. Звучи мощно едноставно, но ете јапонците умеат да го доловат токму тоа уживање во мигот и како да го оживееме целосно нашиот живот без да мора да правиме некоја голема работа. Тоа што мене многу ми се допаѓа, бидејќи човек кој што може да се пронајде во малите работи, секогаш го чекаат големите. Како рековме, икигај. Да, икигај. Инаку, еве Цеца држи продавачката Марија Павлеска, ќе ја поздравиме, таа има баш, ако не грешам, подолго време или книжевен блог. Да. И прочитав, посочува за оваа книжевна хероина. И вели, можеби секој ден не влегуваме во музеј, театар или библиотека, ама со голема сигурност во повеќето денови од неделата, месецот, годината посетуваме некоја продавница, тоа е издавачка Центри 3, така натаму. И баш посоветува да се прочита. Да, исто така, ете, може да ги повикаме. Овој месец има, Марија има како читачки клуб, кој што се вика Мама ми чита, на Инстаграм може да го најдат. Мама ми чита. Овој месец им беше предвидена продавачката да ја читаат. Клубот мислам дека е отворен, така што може ако има некој заинтересиран да си се зачлени, затоа што гледам дека се повеќе заживуваат тие читачки клубови. Еве ние кога ги формиравме настаните зимава, гледам дека имаат луѓето интерес да читаат заедно и како еден момент на обединување и еден момент на различни перспективи на согледување на приказните. Имено, да не забораваме, утрово сакавме со Цеца, ама ќе го оставиме тоа за некој друг ден, како многу кафулиња и да на некој начин платформи кои што се отвараат културни во светот или пак некој спортски обложувалници и така натаму, баш читав, се трансформираат во читачки клубови, значи да се менуваат навиките кон подобро, нели, баш онака интроспективно. И баш имаше периодов за некој познато кафуле во Белград како прави една таква транзиција, каде што забрането е банирано да се носат паметни уреди. И тоа е, мислам, дека нешто што го следа како пример од холандските, германските земи, каде што се повеќе луѓето сакаат да се тргнат од дигиталното време. Кога заборавивме да зборуваме едни со други, мислам дека се такви промени да се случуваат. Да, и секогаш има огромен избор, мислам, има различни издавачки куќи, секој може да си го најде своето четиво и секогаш треба да се експериментира и да се талка меѓу различни видови на жанрови. Еве периодов пристигна исто така два нови наслови како 8 состаноци, тоа е повеќе популарна психологија. Исто една доста позната авторка во странство со Се што знам за љубовта, Everything I Know About Love е исто така еден помладешки наслов, да го речем, но навистина има голема понуда и се што треба да правиме е само да постојано да читаме и така ќе го најдеме она што вистина ќе ни го промени животот, но и како што кажав, не е само за утеха, туку некогаш книгата може да биде и вистинска преградка. Прекрасно кажано. Ти благодариме што секој пат си тука и за утринска антилма за гледачите. Пред се ќе потсетиме дека сите овие наслови ги наоѓаат токму на вашите полици во издавачкиот Центар 3. За сите оние кои што се јавивте, во Дебар мало веќе чекуваат примероци. Милена ќе ги сподели вашите податоци, па така што еве по завршување на оваа емисија ќе може да си ги подигнете баш во овој понеделнички ден да ви биде еден подарок од 3 и утринска на телма. И да уживаат во овие дождливи денови кои што ни предстојат. Благодариме.